Почитувани гледачи, добре дојдовте во последното издание на емисијата Агроинфо за 2020 година. Година во која што скоро секоја недела отворавме актуелни теми кои што се поврзани со земјоделството, со откупот, со сето она што е поврзано со земјоделските технологии и проблематиката која што ги носи аграрот како сектор кој што има голем потенцијал за нашата македонска економија. Во ова наша последна овогодинешна емисија, најнапред да го слушнеме отчетот на ресорниот министер Ерјанит Хоџа за 100 дена од преземањето на функцијата и што тие како ресорно министерство успеале да направат за земјоделците во делот на нивното работење. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Во првите 100 дена од мојот мандат како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство се посветив на развојот на овој исклучително значаен сектор. Пандемијата само го потенцираше значењето на земјоделството, бидејќи кога целиот свет застана, производството на храна без друго мораше да продолжи. За мене е голема чест, но и голем предизвик за да се води еден ваков комплексен сектор кој што нема застој, постојано се движи, постојано се менува и ги допира ги засега сите човечки животи, бидејќи од нашите мерки и политики зависи производството на храна. Земјоделското производство значи живот, благосостојба, обновување на природните циклуси, но значи и економија, сигурност и развој. За жал, пандемијата влијаеше и на овој сектор, каде што производителите на грозје и вино беа првите кои што беа погодени од ваквата ситуација. Во првите денови од мојот мандат, веднаш се соочив со предизвик кој што бараше итно решение. Кризата со корона доведе до пореметување на пазарот на грозје и вино и тоа на светско ниво, но и кај нас. Винариите изјавија дека имаат резерви од непродадено вино и намален интерес за нивен откуп. Ваквата ситуација дополнително ја влошија неповолните климатски услови, кои што предизвикаа да се намали квалитетот на грозјето, а со самото тоа и ниските откупни цени на грозјето. Знаејќи ваквата состојба на терен од моите директни посети заедно со премиерот Зоран Заев, како и заснувајќи се на податоците од институциите, ние усвоивме мерки со кои што го помогнавме откупот. Така го извлековме најдоброто од ситуацијата и дека со ваквите мерки на државата го спасивме домашното производство на грозја и ја неутрализиравме кризата во винската индустрија. Едно од најголемите достигнувања во моите први 100 дена од задачата е и започнувањето на тендерската постапка за Слупчанска брана, а особено сум задоволен што на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство владата одобри постапка за тендерирање за изградба на брана на Слупчанска река. Средствата за оваа намена се обезбедени, а иницијативата ќе треба да се реализира во рок од 4 години со вкупна вредност околу 22 милиони евра. Ова е најголемата капитална инвестиција која што ќе се реализира во општина Липково, со што ќе целосно ќе биде решен проблемот со питката вода и со водата за наводнување на земјоделските површини. Исто така изразувам задоволство дека постигнавме голем напредок во меѓународната соработка во секторот на земјоделието со Република Албанија. Го подпишавме договорот за фитосанитарна соработка, со што фитосанитарните сертификати ќе бидат билатерално признати од двете земји за трговска размена на земјоделските производи. Вака направивме чекор за соработка со создавање на едно потполно бесплатен коридор за циркулација на земјоделските производи и еден значаен чекор кон стратешката иницијатива на мини Балканскиот Шенген за развој на нашиот регион. На 2 декември во Струга ја подпишавме и спогодбата за заедничко одржливо управување со риболовот во Охридско и Преспанско езеро помеѓу Република Албанија и Република Северна Македонија. Со примената на ваквата спогодба, двете страни се договорија, се согласија да се обврзат на одржливо користење и заштита на рибниот фонд, со што ќе се бориме и за борба и за елиминација со нелегалниот риболов и криумчарење. Напредокот на економијата, земјоделството и руралниот развој се едни од клучните елементи во пристапувањето на Република Северна Македонија кон Европската унија. Според една студија која ФАО ја изготви за нашиот земјоделски сектор,
Малите земјоделски стопанства и семејните фарми се сметаат за многу важен дел од решението за постигнување сигурност на храната, намалување на руралната сиромаштија и одржливоста на животната средина. Семејните фарми не се во состојба сами да го реализираат својот потенцијал за одржлив развој. За ваквата цел, ние ја интензивиравме соработката со ФАО преку соодветни национални политики за руралниот развој, со што ќе им овозможиме на малите семени фарми да прираснат во успешни локални агробизнеси и ќе ја заземат водечката улога во развојот на локалните заедници. Како што кажав и на почетокот, се може да запре, но производството на храна не може. Земјоделското производство е основа за живот. Ние заедно со нашите земјоделци мораме да ги следиме европските стандарди, да ги спроведуваме, да ги применуваме најновите научни достигнувања кои го олеснуваат земјоделското производство. Ниту една земјоделска култура не може да се произведе во доволно големи количини без модерна механизација. Ова е причината зашто заедно со платежната агенција ние доделивме 540 договори за набавка на трактори. Со помош на ваквата нова набавена современа механизација, трошоците на производителите се намалуваат, а со тоа земјоделските стопанства стануваат поконкурентни и помодерни. Дополнително, како мотив за вклучување на што повеќе млади земјоделци, заедно со премиерот Заев, ние ги доделивме и првите договори за подршка до 20.000 евра, и тоа неповратни средства за потекнување на земјоделското производство на млади земјоделци до 40 годишна возраст. Вкупно 265 апликанти кои што ги исполнија условите и одлучија да инвестираат во оваа значајна економска гранка ќе ја добијат нашата подршка. Вкупната вредност на ваквата мерка е 3.1 милион евра. Сите одобрени апликации може да добијат до 20.000 евра неповратни средства за остварување за реализација на предложените инвестиции, за разлика од минатата година, кога ваквиот износ беше помало од 10.000 евра. Ние како институција ќе ги следиме нив во целокупниот процес, за тие понатаму да може да ги развиваат своите бизниси. Оваа мерка ќе биде една од главните оружја на Министерството за земјоделство, за да ги потикне младите земјоделци да земат учество во процесот на обезбедување на храна, во процесот на земјоделството и земјоделските производи, а нормално со оваа мерка ќе се обидеме да ја намалиме миграцијата, за младите да не ја напуштаат нашата држава, туку напротив, нивната иднина да ја градат овде заедно со своите семејства. Со цел да ги поттикнеме целокупниот развој на земјоделското производство, ние ја интензивиравме меѓународната соработка. Во првите студена од мандатот остварив билатерални средби со амбасадорите на соседните земји и со земјите од регионот, од САД, Европската унија, земјите од Блискиот исток и од Руската федерација. На сите тие средби фокусот беше изнаоѓање на механизми за зголемување на трговијата со земјоделско прехранбени производи со еден посебен акцент на зголемување на извозот на домашни производи на овие пазари кои имаат голем потенцијал и имаат голема куповна моќ. Почитувани во овој краток период од преземањето на функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, јас реализирав многу средби со фармери од различни области: лозари, сточари, производители на ориз, производители на тутон, производители на јаболко и така натаму. Истовремено имав и многу посети на фарми, откупни центри и на приватни компании. Не чекам многу работа во периодот кој што следи. Земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска поддршка од околу 150 милиони евра. Ние ќе обезбедиме услови за порентабилно земјоделско производство, зголемувајќи го кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Ние ќе го продолжиме процесот на консолидација на земјоделското земјиште. Ќе ги мотивираме младите земјоделци до 40 години, давајќи им грантови до 20.000 евра, како и двојно ќе ја зголемиме поддршката за жени земјоделки до крајот на 2024 година, значи сегашните 3.000 евра ќе пораснат на 6.000 евра. Ќе ги продолжиме сите капитални инвестиции, кои што се клучни за обезбедување на питка вода и вода за наводнување на земјоделските површини. Ние ќе продолжиме со редовна и неселективна исплата на субвенциите. Оваа година, по програмата за 2019 година, исплатени се околу 115 милиони евра. Има уште некои мали исплати кои што ќе бидат реализирани до крајот на годината и со ова целосно ќе се заокружи исплатата на субвенциите, а овде вклучувајќи ги исплатите на заостанатите уврски од претходната власт.
За сите оние кои што правно законски се стекнаа со право за поддршка на земјоделство, истата ја добија. Праксата за навремена исплата продолжува и во наредната година. Министерството и јас, заедно со оваа влада, поставивме амбициозна агенда и ќе ги преземеме сериозните интервенции за да создадеме можности за вработување на младите и подобри услови за живот на руралното население, овозможувајќи им подобар пристап до земјиште, пристап до кредити за младите земјоделци и семејните земјоделци, зголемувајќи ги инвестициите во инфраструктурата и уште многу други мерки кои што ќе придонесат за ревитализација на руралните места. Ќе интензивираме и меѓународната соработка со цел да изнајдеме нови пазари. Ќе интензивираме соработката со делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија со цел за хармонизација со европските стандарди, бидејќи тоа е целта кон која што ние се стремиме. Членство во европското семејство на држави и европски вредности на сите нивоа во општеството. Повторувам, не чека многу работа, но само така целта е достижна. Ви благодарам многу. Крајот го краси делото, но ова 2020 година на земјоделски план некако не завршува најславно, особено кога станува збор за откупот на тутунот и сите тие проблеми кои што се јавија околу ниската откупна цена. На последната средба со премиерот Заев и ресорниот министер Хоџа беше најавено дека ќе се покрене иницијатива за укинување на 4-та класа со цел да се доведе до ситуација да може да порасне просечната откупна цена. Од друга страна стои и уверувањето од откупните компании дека ќе го откупат вишокот. Сите намери се насочени кон тоа дека до крајот на откупот кој што завршува во првите месеци на 2021 година, сепак тутунот ќе успее да ја постигне барем, ако не минато годишната просечна откупна цена од 220 денари, барем околу 180 денари. Да слушнеме и видиме што беше кажано на последната средба во владата. Премиерот Зоран Заев и министерот за земјоделство Ријанит Хоџа заедно со иницијативниот одбор на незадоволни тутунари и Сојузот на стопански тутунарски здруженија изразија согласност да покренат иницијатива за укинување на 4-та класа како и на дополнителните класи тутун за откуп од реколтата од оваа година, со што компаниите откупувачи ќе го дадат својот придонес за постигнување повисока просечна цена. Како што соопштуваат од владината пресслужба, Заев истакнал дека тој и министерот Хоџа ќе интензивираат комуникацијата со овластените компании за откуп на тутун за ова прашање, како и за конструктивен и флексибилен пристап во однос на категоризацијата на тутунот, вклучувајќи го овој пристап и кон проценката за одбиток, за кој ќе се бара решение да не биде повисок од 5%. На средбата со иницијативниот одбор на незадоволни тутунари и Сојузот на тутунарски здруженија, Заев истакна дека владата ќе го следи откупот на тутунот на дневна основа и ќе ги примени достапните можности цената на откупениот тутун на ниво на цела држава да ја достигне просечната цена најмалку од 180 денари. На средбата истакнале дека во интерес на тутунопроизводителите и на владата е да продолжи динамиката на откупот со подеднакви количини од сите категории тутун, како обврска и на производителите и на откупувачите за да се постигне поволна просечна цена. Од страна на владата на состанокот истакнале дека ќе продолжи инсистирањето компаниите откупувачи да ја исполнат својата обврска, да ги откупат сите количини на кои се обврзаа со државата, а со тоа и со тутунопроизводителите. А како што знаете, во ова наша емисија редовно отвораме и оставаме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Недела поплане земјоделска емисија на ТВ канал ВИС, повторно во рамките на земјоделската емисија ќе ви дадеме некои информации кои што се актуелни во овој временски период, информации кои што ќе допринесат за подобро и поквалитетно земјоделско производство. Би започнал со кристалните ѓубрива на Фитофер, затоа што, почитувани гледачи, знаеме дека веќе неколку години, а особено ова 2020 година, како резултат на докажан квалитет на кристалните ѓубрива што ги увезува Хемомак пестициди од фирмата Фитофер, и побарувачката на овие тип на ѓубрива се зголеми, затоа што сепак секој производител, секој човек
бара за своите пари да добие и врвен квалитет, тоа што го купува. Фитоферт се карактеризира со тоа што има палета од повеќе видови на ѓубрива, значи повеќе комбинации на кристални ѓубрива. Тука ќе спомнам само две комбинации. Тоа е 10-40-10 со микроелементи и покасно 3-20. 10-40-10 со микроелементи се карактеризира со тоа што ова кристално ѓубриво има поголем процент на фосфор, кој што особено во првиот период на развој на растенијата во расадот треба да доминира, а исто така покасно фосфорот ќе овозможи, особено кај цветните култури, кога велам кај цветните култури, гранинарски култури, тоа е пипер, домат, краставици, да ги стимулира формирањето на цветните папки. Но тука, кај зелката сега во расадот, фосфорот во старт може да го стимулира покрај хумусните и фулните киселини, да формира како што е тука дадено и да го стимулира и формирањето на коренов систем, односно коренов жили. Доза на употреба е 20 грама во 10 литра вода или една полна супена лажица во една вадилка, 1 до 2, зависи колка е растението, ќе се убаво навлажа и при тоа да нагласа не треба никакво миење. Доколку растенијата се во понапредна фаза на развој, сакаме да ги прихраниме со минерален дел, тука доаѓа во предвид комбинацијата 3-20 со микроелементи, исто од фитоферт, истата е доза 20 грама во 10 литра вода и тука може да приметите дека азот, фосфор, калиум е подеднакво застапник, значи имаме така наречена уравнотежена исхрана, кој што овозможува растението подеднакво да прави коренов систем, коренови жили, да расте, да се развива и така натаму. Но нормално, почитувани гледачи, потребна е покрај прихраната и заштитата да биде навремена. И во ова прилика ќе спомнам од Агрорадомак препарат наречен Капман, фунгицид, всушност тој е фунгицид, кој што служи за сузбивање на голем број на болести. Почнувајќи од пламеница, питиумот, фитофтори и други, до алтернарија брсикаце, кој што сега во овој период, па и покасно на нива, доста се јавува кај самата зелка. Тоа го напоменувам затоа што почитувани голем број на земјоделски производители, не знаејќи дека зелката може од почеток од тука па до берба да биде нападната од алтернаријата, не ја третират со фунгициди препарати против алтернарија, па листовите добиваат црни дамки, некротираат овие дамки, посетла или кафеини така натаму, што пак доведува до, зависи која фаза се јавува, или уништување на растенијата, или ако е малку покасно, пред берба, доаѓа до создавањето на лоша боја или дамкавост на листовите, горните листови и намалувањето на квалитетот. Затоа, мој совет е моја препорака, неколку пати, затоа што помага и против гниење, рековме и питиум и така натаму, неколку пати сега уште отрасат, 3 до 4 пати, во интервал например на 7 дена, да го потребите капманот, а понатаму, потоа со може со други фунгициди, потоа повторно да се вратите на капман, доза на употреба 20-25 мл, течно се во 10 литра вода. Обично ова шишенце од 250 мл, обично доаѓа околу 2 негови капачина во 10 литра вода. Нормално, со јак млас полека се испрскува растението, да се нанесе зелка, ако станува збор за зелката, се додава некои прилепители и нормално може да се захвати и површината на почвата, ако се помили растенијата, и на тој начин да се спречи појава на одредени болести, како што се питиумот и така натаму. Нормално со капманот убаво е да се употреби есера органик, кој што содржи до 22% хумусни киселини и кој што вие препорачувам задолжително да ја употребите, затоа што благодетот или действото на хумусните киселини е веќе докажано, значи не само што
го стимулира формирањето на коренов систем, коренови жили, него и самиот раст и развој понатаму кај самите растенија. Кај оние земјоделски производители кои што растот е веќе постар, кај што е понапредна фаза на развој, зборам за зелка, веќе се размислува за стално место садење на и подготовка на почет и садење на зелката, но и во лозарството и овоштарството треба сега во овој период најдобро е да се изврши ѓубрење на површините со основни ѓубрива. Покрај минералните ѓубрива, препорачливо е задолжително да се употребат и микробиолошките ѓубрива, како што е Унимакс, кој што всушност представува, како што си пишува, стартно гранулисано микробиолошко ѓубриво. Ќе ве потсетам дека Унимаксов всушност во него содржи зеолит, значи зеолит, знаеме што е зеолит, кој што покрај тоа што е подобрува структурата на почвата, зеолитот има својство најдолго да ја задржува влагата во себе, водата, а исто така не се дроби, на тој начин овозможува да натрешна површина е голема, да ги задржува внесените бактерии од типот на бацилус, нитробактериум и други, бактерии кои што се многу важни за разложување на минералните компонентни делови во почвата. Ова го напоменувам затоа што вие можете, почитувани производители, да ставите и енормни дози на минерални материи. Почнувајќи од 3,15, 3,16, 8,16, 24 и така натаму, а ѓубривата тие минерални 100% да се растворат. Но во колку не постојат овие бактерии што се наоѓаат во Унимаксот, растението не може да се усвојат. Нормално во почвата ги има одредена концентрација, односно одреден број, кој што е многу мал, и со додавање на Унимаксот, дополнително овие бактерии, приемот или искористување на минералниот дел од почвата кај растенијата, значи во јонска форма ги прима, достигнува и на 90%. Поштовани, како последна информација да погледнеме што интересно се случува во земјоделството надвор од границите на Македонија.
Почитувани, тука е крајот, како што кажав, на оваа последна емисија Агроинфо за 2020 година. Бидете здрави, среќни и весели, наредната година да биде поберикетна и да донесе повеќе благосостојба, а помали проблеми. До следната година, која што е веќе за неколку дена, се гледаме во повторно на програмата на ТВ канал ВИС. Пријатно!